Како резултат на последните шпекулации кои се проширија низ јавноста за непосредното незадоволство на самото членство и симпатизерите на партијата Обединети за Македонија од Тетово, дека истите не се задоволни од номинирањето на листите за советите на општините за Тетово и други општини кои гравитираа кон градот Тетово во пресред на локалните избори. А со самото тоа дека постои револт и дека нашата партија нема да излезе и да гласа на истите избори за членови на советот на нашата заедничка листа со Сојузот за еднината, дава до знаење дека стравот од промената на власта се чувствува кај ДПМНЕ и сега истата власт се спасува од разните неморални и недемократски методи само со една цел, за да се опстане на власт. Имено точно е дека постоја несогласувања, но тие се надминати и единствената цел е една, зашто и се направи отстапување, а таа цел е слобода за нашиот лидер Љубе Бошковски. Со самото тоа веќе е јасно дефинирана нашата позиција дека партијата Обединети за Македонија е во коалиција со сите кои се во составот на Сојузот за еднината и дека се оди заедно со една листа на престојните локални избори, така да истите роднини и довчерашни членови на ОМ од сега сакаат да внесат шпекулација дека нема да гласаат за Сојузот за еднината и нема да ја поддржат истата листа, што секако е неточно и невистинито. Во контекст на сето напред кажано, Општинската организација на Обединети за Македонија Тетово ги охрабрува сите нејзини членови, поддржувачи, симпатизери на Сојузот за еднината и честни граѓани на градот Тетово и поширок. И на сите им дава до знаење дека партијата Обединети за Македонија постои се додека и постои и самиот лидер Љубе Бошковски и дека сите овие крајно понижувачки методи ќе престанат со самата промена на власта, а тоа може да се постигне само со гласање за Сојузот за еднината, затоа што со еден глас повеќе против ДПМНЕ се остварува и можноста за предвремени парламентарни избори, а со самото тоа и слободата за нашиот лидер Љубе Бошковски, кој е на еден монтиран и варварски начин трнат од политичкиот живот во Република Македонија, затоа што тој беше првиот кој јавно укажа уште пред цели 3 години дека во Македонија нема демократија и слобода како основно право, кој е едно од најглавните човекови права загарантирани секаде и во секој устав.